Продолжува вековната традиција во Штип. Илјадници луѓе се искачија на Исарот, одбележувајќи го празникот Четрсе. Денес се качувам на Исарот, ке баво кавење. Секоја година доаѓаме, се качуваме до Исара, до крстот и собираме 40 каменчиња. Потоа тие 40 каменчиња, од тие 39 фрламе, а 40 го чуваме. Зошто се фрлаат каменчињата младите со свое толкување и очекувања? Па се верува дека тој што ќе го сонуваме, ќе се омажеме за него. Па ќе го сонуваме тој што ќе се мажеме. Но црквата символиката на 40-те каменчиња ја поврзува со 40-те маченици од Севастија. Тоа биле млади момчиња кои биле измачувани заради верата Христова. За мачителот нивни да ги убеди да се откажат од православната вера, биле фрлени во ладно езеро, а до езерото мачителите запалиле оган, накладеле топла бања, лажејки ги кој од нив ќе му биде студено да дојде во топлата бања и да се избања. Мачениците не подлеглеле на тие провокации. Празникот најмасовно се одбележува во црквата на Исарот. Доваѓаме секоја година и многу не е убаво и сега седиме и уживаме си на убаво, како не, запалиме свекичка. Помолиме на Господ, младите да се качат горе, да си посакат желба шо не, да си фрлат каменчиња, а ние здравието повеќе го тражиме старите. А како и секоја година, така и оваа за празникот Четрсе во Домот на млади се организираше музички хепенинг. Домот на младите го организира традиционалниот настан хепенинг Четрсе. На овој настан имаме предвидено програма како за децата, така за младите, меѓутоа и за повозрасните. Настапуваат голем број на музички состави, музички групи, индивидуални пејачи и така натаму. Она што за Штип е вековна традиција, за УНЕСКО е раритетна манифестација од исклучително значење, што беше причина пред 4 години да биде ставена под нивна заштита како културно нематеријално богатство. Го препозна обредот на искачување на Штип на утврдениот ред ИСА, со масовноста, со вклученоста на младите во сето тоа, значи тоа е знак дека традицијата се пренесува, дека оваа традиција не само што е жива, туку и така да кажеме е далеку од умирање. Инаку легендата за 40-те севастиски маченици потекнува од 4 век. Обичајот Четрсе се јавил многу подоцна, кога веќе завршила ерата на римското и византиското владење. Најстариот запис за Четрсе датира од 1896 година и е напишан од Ѓорче Петров за време на неговото учителствување во Штип.